присути. Господин Ангелов, ќе ве замолам како назовувате како директор, ама и како човек на терен, зашто вие бевте еден од ретките директори кои беа таму каде што беше буквално најжешко во соочувањето со пожарите и покрај ограничените ресурси и покрај ограничената комплексна ситуација. Имавте искуство во делот на меѓународната помош и практично скоро би ги поминале сите оние 5 фази на emergency management, односно превенцијата, проценката на ризикот, подготвеноста, одговорот и опарување. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани присутни, почитувани представници на дипломатските представништва во државата, почитувани генерали, почитувани професори, почитувани старешини, армиски и полициски, почитувани присутни. Ние сме НАТО и заедно сме посилни. Но за да дадеме поголем допринос во НАТО со нашата силина, треба да станеме уште посилни. Наша обврска како држава е да ја направиме нашата држава уште посилна. Но за да стане државата посилна, воедно треба да стане и поотпорна на кризи. Самиот поим отпорност подразбира државата да може брзо да се поврати доколку биде затекната од некоја природна катастрофа, некоја друга катастрофа или од вооружен напад, но и втората компонента да може при појава на вакви настани да има резервен план, план Б, со кој што институциите може би оттежнато, но сепак ќе продолжат да функционираат. Отпорните држави се помалку атрактивни како цел на непријателот, затоа што непријателот знае дека штетата врз државата ќе биде мала и таа брзо ќе се поврати. За да бидеме поотпорни, сите институции здружено треба да работат на отстранување на своите детектирани слабости. При тоа, некои државни институции имаат поголема улога во зачувувањето на безбедноста и отпорноста на државата, некои имат помала, но се разбира сите заедно и ја сочинуваат безбедноста на државата. Армијата, како една од компонентите на безбедноста на државата, која што не штити од евентуален надворешен напад, но и внатрешно помага во согласно со уставот и законите, полицијата, чија што примарна цел е борба против криминалот, одржување или воспоставување на јавен ред и мир, и така натаму. И третата компонента, кризниот менеджмент или цивилната заштита заедно со силите за заштита и спасување. Како држава, веќе подолго време заговараме и се обидуваме да го реформираме системот на кризниот менеджмент и цивилната заштита, вклучително и силите за заштита и спасување. Во овој момент кризниот менеджмент е представен преку Центарот за управување со кризи, кој што во случај на криза ги координира сите државни ресурси и преку Дирекцијата за заштита и спасување, каде што се наоѓаат силите за заштита и спасување. Долго време се детектираат слабости, но системот е функционален. Не се согласувам со тврдењето дека овој систем е нефункционален, бидејќи таков каков што е, овој систем ги гаси пожарите во државата, овој систем спасува луѓе од планини, овој систем спасува луѓе и решава други итни ситуации. Но факт е дека треба да биде реформиран и да биде направен уште пофункционален. При тоа имаме две компоненти. Едната компонента се законските и подзаконските одредби, кои што имат одредени слабости и како впрочем се во животот не се совршени. Овие слабости често знаеме да ги воочиме на терен, да предизвикат одредени проблеми, но благодарение на добрата соработка во конкретниот случај помеѓу мене и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, ги надминуваме без никакви недоразбирања и без штетни последици по безбедноста на граѓаните. Поголемиот проблем е оперативното ниво, бидејќи законите може да предвидат се и се што, но состојбата на терен да биде драматично поинаква.
На оперативно ниво имаме недостаток на ресурси, но и оние кои што ги имаме не секогаш се во најдобра кондиција, односно понекогаш нивниот квалитет не е како што треба, а некои од ресурсите и воопшто не се функционални. А верувам си дека се сетите на една стара цистерна која што во Гевгелиско гаснеше пожар, која што сигурно дека е постара и од мене. Реформите на системот за управување со кризи се голем предизвик за нашата држава, бидејќи како што и самиот наслов на панелот кажува, превенција и одговор на кризи или предизвици на НАТО земјите членки. Денес и на нашата држава, Република Северна Македонија, горда членка на НАТО. Во овој момент поставеноста на системот за управување со кризи се гледа преку двете главни институции, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, но се разбира и сите други државни институции, па и секој граѓанин учествуваат при справување со кризи. Нашиот предлог како Центар за управување со кризи е да учиме од НАТО и нашиот систем да го прилагодиме да биде стичен на системите во државите членки на НАТО. Државите членки на НАТО, системите за управување со кризи за цивилна заштита ги сместиле или во Министерството за внатрешни работи, или се самостојни, директно пред премиерот, директно под владата, освен во Словенија и делумно во Албанија. Тенденцијата во нашата држава е системот за кризен менеджмент и цивилна заштита да биде сместен како структура во Министерството за одбрана. Иако ваквите искуства се мали, како што реков, во НАТО државите само Словенија и делумно Албанија, ние тоа го прифаќаме, бидејќи јас имам доверба во Министерството за одбрана, каде што имам многу пријатели и верувам дека единствениот систем за управување со кризи, реформиран, успешно ќе може да функционира и во Министерството за одбрана. Ќе може да функционира и во Министерството за внатрешни работи, а може би најдобро ќе може да функционира доколку остане независен. Но ги прифаќам аргументите кои што налагаат целиот овој систем да влезе под капа на Министерството за одбрана, но влезот во Министерството за одбрана, од друга страна, ќе понуди одредени бенефиции за целиот систем. Впрочем, и припадниците на Министерството за одбрана, конкретно припадниците на армијата, се една од најактивните компоненти при справување со кризи. Вториот, за нас поспорен момент е структурата на тој, би го нарекол, единствен систем за управување со кризи. Овде може да се појават разидувања. Мојот став како директор на Центарот за управување со кризи, мојот став како човек кој што непосредно на терен координирал, но и командувал со операции и од воен тип, но и од областа на кризниот менеджмент и спасувањето на луѓе, е дека реформите на единствениот систем за управување со кризи треба да ги понудат стручни лица, лица од фелата. Такви лица имаме доволно и во Центарот за управување со кризи, и во Дирекцијата за заштита и спасување, и во Македонската армија, и во полицијата, но и во други институции. Луѓе кои што имат богато, професионално, практично искуство во справување со кризи и решавање на било какви други итни ситуации. Се разбира дека ова не би било можно доколку овде не е научната фела. Професорите, докторите на науки се тука во законски и евентуално подзаконски текстови да ја вообличат праксата, практиката, оно што нам ни треба на терен, тие да го вообличат во вид на законски текст или подзаконски акти, а не обратно. Затоа што доколку се напише закон или подзаконски акти, кои што не произлегуваат од фелата, од стручните лица, кои што секојдневно работат на оваа проблематика или работеле на оваа проблематика, може би сега се во пензија или од други причини надвор од кризниот менеджмент, но имат искуство кое што не е за подценување. Овие луѓе најдобро знаат како треба да биде уреден целиот единствен систем за управување со кризи. Може би некои од нив не знаат да ги напишат законите, но е најдобриот закон, ако од теоретски аспект е најдобар, може да се
да покаже големи слабости на терен, затоа што кога ќе отидете до некоја шума, како што правевме јас и директорот Беки, каде што гореше голема површина на шума, она што го пишува во законот понекогаш е неприменливо, затоа што, како што веќе реков, нашите закони, но и подзаконски акти имат низа слабости, вклучително и одредени преклопувања и одредени празнини. Прво поимот, каде завршува координацијата, каде започнува командувањето. На терен е многу тешко. И ако сакаме да одиме по линија на понизок отпор, јас и директорот Беким, во државата овие 2-3 години ќе имаше значително поголеми штети од пожарите, бидејќи кога некој градоначалник до нас ќе поднесе барање за употреба на воздухоплов, дали авион од дирекцијата за заштита и спасување или хеликоптер на армијата или полицијата, ние може само да го препратиме како ЦУП до генерал штабот на армијата, до нивниот оперативен центар и да бидеме чисти, да останеме на страна. Но што доколку во исто време имаме повеќе пожари, повеќе сериозни пожари, кои што го загрозуват животот, здравието и материјалните добра на граѓаните. Што доколку 5 градоначалници одеднаш побарат 5 воздухоплови, а ние имаме помал број на воздухоплови или повеќе од нив треба да отидат на едно место каде што е најкритична точка. Кој, доколку не е прогласена кризна состојба, ќе одлучи? Затоа се погришиле нашите угледни професори и нашиот законодавец, кој што во законот за шумите предвиделе национален комитет, генерално со една реченица за координација на пожари. Тој национален комитет, иако е предвиден пред 7-8 години, до ден денес не е формиран. Сега се прават обиди исто да биде формиран, но јас се сомневам дека со неговото формирање нешто ќе се промени. Ќе биде само уште едно, нека ми простат идните членови, бидејќи ние имаме делегирано лица во овој комитет, уште едно бюрократско тело, составено од 20 на лица, и кога утре ќе почне да гори во некоја шума, дали тие луѓе ќе отидат таму, едноставно нема да може да се снајдат. А една од клучните задачи на овој национален комитет е, меѓу другото, и координација на леталата. Кој што досега ја вршевме, јас и Беким со договор меѓу нас, понекогаш со одредени импровизација од аспект на законите и подзаконските акти, секогаш добро покриени со одлуки, мејлови, наредби и така натаму. Но, како што веќе реков, на нашиот систем за управување со кризи му се потребни сериозни хируршки реформи, направени од лицата кои што непосредно работат на решавање на кризни ситуации и на решавање нитни ситуации. Професорите, односно научната фела, секога се добре дојдени да ги вообличат во законски текст нашите практични потреби. За крај би рекол, заедно сме посилни, да бидеме уште посилни како држава и да бидеме горда членка на НАТО. Благодарам. Благодарам, генерале, на практичниот инпут. Бидејќи временската рамка некако ја покривме, ќе се обидам да го затворам по неколку реченици. Алијансата и сите земји членки се исправени пред сериозни предизвици кои понатаму ќе се менуваат.